на оваа последна пресконференција како градоначелник на општина Карпош должен сум да ги дадам следниви информации за јавноста. Како прво, на 4 ноември 2021 година ја преземав должноста градоначелник на општина Карпош и морам да кажам што тогаш затекнав. Имавме 330 милиона денари блокирана сметка и уште 39 милиони денари уште една блокада од управата за јавни приходи. Се на се 6 милиона 150 илјади евра беше блокирана општина Карпош. А да подсетам, буџетските приходи во претходната 2020 година беа 330 милиони денари, што значи дека расходите, односно блокадата ги надминуваше приходите во тој временски период. Денес, 4 години и 3 дена, потоа должен сум да известам јавноста дека на жиро сметка оставаме 72 милиона денари или 1.200.000 евра, со измирени сите тековни обврски и со редовно и уредно сервисирање на сите судски пресуди што беа врз општина Карпош. До денес општина Карпош има над 700 милиона денари приходи, а до крајот на годината очекуваме да имаме над 800 милиони денари. Тоа значи дека преземавме општина со 6 милиона, со 5,5 милиона евра приходи, а оставаме општина која има 13 милиона евра приходи. Зошто ова го кажуваме? Затоа што функциониравме 4 години во период на тотална дезинвестираност, или ако ви кажам дека во моментов се гради само една зграда висококатница и уште 5 згради до 4 ката, што значи дека главните приходи за општина Карпош во овие 4 години не доаѓа од така наречените комунали или таксата за уредување на градежно земјиште, туку од даночните приходи. Драстично ги зголемивме даночните приходи и направивме општина самоодржлива, општина која што платите ги зголеми за 100% на сите вработени и општина без било каков долг. Она што е важно е дека на 4 ноември 2021 година, кога дојдов во општина Карпош, немаше ниту еден, повторувам, ниту еден готов, спремен инфраструктурен проект за кој што треба да распишеме тендер и да отпочнеме со работа. Денес, 4 години потоа, оставаме 4 проекти кои се во тек и се реализираат. 12 проекти за кои што се склучени договори, подпишани фирми и воведени во работа. 4 проекти за кои што тече тендерска постапка и 6 проекти кои што се одобрени од владата на Република Македонија, а тоа значи вкупна вредност од околу 9,5 милиони евра, што значи во наредниот временски период треба во општина Карпош да се случат инвестициони проекти во градинки, спортски сали и реконструкција на улици, атмосферски и фекални канализации во вредност од 9,5 милиони евра. Натаму, покрај ова, во фаза на нарачка на инфраструктурни проекти имаме, нарачени инфраструктурни проекти, меѓу кои катна гаража во Карпош 1, уште 10 такви проекти и чекаме исто така за отпочнување на градба уште 4 проекти за кои што имаме во тек тендерска документација. Натаму, општина Карпош има во моментов нарачена уште 13 проекти кои што се изготвуваат и кои што отприлика за 30 дена треба да бидат испорачани на општина Карпош. Што тоа значи? Тоа значи дека со завршувањето на мандатот на еден градоначелник мора да обезбеди континуитет за работа на следниот градоначелник, мора општината да биде оставена од добра финансиска кондиција и во исто време да има подготвени проекти, во спротивно ќе се случи временска дискрапанца во која што граѓаните ќе чекаат на решавање на нивните проблеми, а на ваков начин обезбедуваме континуитет и решавање на проблемите на граѓаните, а тоа значи дека ќе се изградат 2 градинки,
Едната е веќе во тек, втората се веќе воведени во работа, ќе се изградат 2 спортски сали во Димо Хаджидимов и во основното училиште Братство, ќе се изградат најмалку 10 улици, ќе се изградат повеќе фекални и атмосферски канализации, ќе се изградат нови занимални за децата во градинката Пролет, како и сите овие инфраструктурни проекти треба најмногу да се случат на територија на Нерези, територија на Жданец и на територија на Бардовци, кои што малку заостануваат во делот на инфраструктурата во однос на другите делови од општина Карпош, а посебно Бардовци, кое што интензивно се гради во изминатиот временски период. Со овие проекти што сме ги нарачале, практично Бардовци, населеното место Бардовци, ќе нема улица непоплочена, нерешена и ќе нема дел на кој што нема да има фекална канализација. Благодарам. Дали имате прашања? Рековте дека оставате буџет од 13 милиони евра. Дали може да по структура да ни посочите изборните приходи и оние приходи што ги добивате од државата? Овде не се влезени приходите што ги добиваме од државата. Ако ги внесеме и приходите што ги добиваме од државата, ние досега веќе имаме над 750 милиони денари. Значи, наши собствени приходи очекуваме до крајот на годината уште 100 милиони, што значи со овие 700 ќе дојдеме скоро до 800 милиони денари, што е рекорден приход. Инаку морам да ви кажам, 2016 година претходниот мандат, кога бев до 2017 беше рекордна со 680 милиони денари приход, 2017 650 милиони и потоа паѓа на 420, паѓа на 360, па 330 и така натаму, што значи секогаш кога сум јас градоначелник, приходите на општината се качуваат. Обично имаме стручњаци за трошење, ама немаме стручњаци за зголемување на приходите, а таа работа мора да оди една со друга, во спротивно се ќе остане пусти желби во изборните кампањи, доколку не обезбедите средства. Јас сум горд на овој мандат, затоа што работиме во извонредно тешки услови, пред се со блокирана сметка, со минимални приходи од комунали, со целосна блокада во делот на Советот, со страшни пресуди што удрија врз буџетот на општина Карпош, како и други екстерни удари што ги добив јас лично како градоначелник, пред се она фамозна црна листа, пресудата во судот, здравствените проблеми кои што ми се јавија, тешката операција која што ја преживеав, и јас мислам дека за мене ова е најуспешен мандат од сите овие 4 што досега сме ги имале, затоа што искуството кое што го поседувам и знаењето кое што го поседувам, со најголема леснотија ги разрешивме сите овие проблеми и граѓаните на општина Карпош не почувствуваа никаков недостаток, односно дали градоначалникот е на боледување или на работа, општината функционираше извонредно. И посебно сум горд што зад себе ја оставам ова општинска зграда, за која што идејата беше сите подрачни единици од владата на Република Македонија да се сместат во незе и граѓаните на едно место да ги добиваат своите услуги. Таа е инвестиција во тек која се води. Има уште отприлика 250 до 300.000 евра да се вложи во незе и тоа да биде зграда за пример која што една локална самоуправа е изградила со собствени средства овде во Македонија, а да подсетам, значи најголем дел од општините, вклучувајќи го и градот Скопје, и натаму битисуваат во бараките, подземјотресните бараки, донација од нашите, да речеме, пријатели во тоа време што ги имала Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Благодарам. Оставате општината со голем број на проекти кои што би требало да продолжат да се реализираат. На вработените ја овозможувате поурбани, попристоен начин за работа, со оглед на тоа дека општинската зграда е веќе нова, меѓутоа со што ќе се занимавате понатаму? Јас сега ќе се пријавам во фирмата на мојата сопруга и од 31.12. согласно биолошките закони јас заминувам во пензија. Да се навратам пак на општинската зграда, јас памтам време кога дојдов за прв пат во 2000 година во општина Карпош, како таа изгледаше, тоалетите беа со чучавци, сега тоа изгледа една нова, современа
зграда во која што навистина и хигиенско-техничките услови и просторните услови, комодитетот кој што има, техничката опременост. Во тоа време имавме само 3 компјутери. Еден компјутер кај секретарката моја, секретарката на председателот на совет и на секретарот. Денеска општина Карпраш има над 300 компјутери и денеска општина Карпраш има најсовремено опремени училишта, целосно реконструирани. И еве, јас би ве замолил да отидете да видите во Тафталиџе 1 градинката Мајски свет, колку убава градинка се спрема за децата од Тафталиџе 1, а претпоставам дека ќе биде уште поубава она што треба да се гради во Канела или градинката Пролет во Козле кај нашата позната сладкарница Канела. Благодарам. Не, немаме долгови, имаме судски пресуди, тоа се екстерни услови, удари кои што не можеш да ги предвидиш. Например, каде можеш да предвидиш дека за урбанистички план кој го немате, за улици кои што не постојат и каде што нема никакви градби да ви донесат пресуда да треба да платите 2.300.000 евра. Вие тоа не можете да го предвидите. Или таа пресуда за Пуцко Петрол на колку беше таму 2-3 милиона евра, тоа се екстерни удари, но она што е битно за една институција, дали е приватна, или е државна, или е локална самоуправа, такви стресни ситуации, како реагира на стресни ситуации, а општина Карпош се покажа максимално стабилна да одреагира на било каква стресна ситуација или било каква пресуда. Значи нормално да функционира, да се реконструират училишта, да се опремуваат, да поставиме ново улично осветлување кој кошта чини 1.650.000, да градиме новата општинска зграда, да градиме улици, да реконструираме, да нарачуваме проекти, да ги зголемуваме платите. Многу битна работа. Платите се за 100% зголемени од 2021 година до денеска на сите вработени во општина Карпош. Практично ние под 37.000 денари немаме плата во општината, се движат до над 65.000, 69 и така.